Трпчевски прашува: кој е твоето мислење за алтернативите на благо и производи кои што денеска ги гледаме засладени со стевија или некакви други засладувачи? Горан, има два аспекти на тоа како јас ги гледам и би требало секој од нас да ги гледа овие работи. Прво, ако имам потреба за да јадам и можеби ми е дојдено време да јадам ужинка или сакам нешто да каснам и при тоа ми текнало дека окей, би сакал нешто во устава да имам поблаг вкус и изберам продукти кои што се засладени со стевија или полиоли и така натаму, тогаш е супер. Но доколку го перцепираме како тоа дека јас имам криза за благо и сега ќе изберам продукт кој што е на алтернативен начин засладен, односно нема шекери, туку е засладен као поразлично, во тој случај нема да постигнам никаков ефект, затоа што кога телото има криза за благо, односно за брза енергија и за шекер, има криза за шекер, нема криза за благ вкус во устата. И тоа воопшто не е одржливо на долг рок. И доколку ти имаш сироп на константните потреби за благо и кризи за благо, нема да ти го реши проблемот тоа што ќе земеш некаква алтернатива и повторно после тебе пак ќе ти се јаде благо и ако издржиш 3 дена, веќе четвртиот нема да издржиш. Така да затоа реков дека има два аспекти како може да се гледаат. И друга работа е дека од сите засладувачи, јас ако ме прашуваш за стевијата е добра, имам добро мислење, иако вкусот не ми е нешто спектакуларен, многу подобро јас би избирал и би навивал за полиоли, особено за еден полиол кој што се вика малтитол. И полиолите генерално и научно ако ги гледаш, односно ако ги гледаш научните студии направени за полиоли, се во ред од причина што не прават пореметување на микробиомата, затоа што се смета, за разлика од некои други засладувачи како аспартам да речеме, дека подоцна во дебелото црево не се однесуваат бактериите добро со него. Не е до крај докажано затоа што се уште дебелото црево и микробиомата се многу непозната материја и е малку истражена, но во секој случај сегашните научни студии велат дека како вештачки засладувачи полиоли се супер. Овие другите кои што до сега можеби сме ги знаеле и сме ги гледале како во Coca-Cola Zero или така натаму, не се можеби најдобрата опција и се разбира не е целта да ја бараш замената за благото, туку да бараш како да не се случува потребата за благо.